Јас ти верувам, Бог на славни чуда си. Бог на невозможното ме избра и ме направи целосен во себе си. И смрт за мене победи, и живот тој ми подари, и живот тој ми подари. Јас ти верувам, јас ти верувам, Бог на славни чуда си. Јас ти верувам, јас ти верувам, Бог на славни чуда си. Јас ти верувам, јас ти верувам, Бог на славни чуда си. Јас ти верувам, јас ти верувам, Бог на славни чуда си. Бог кој бил и ке дојде, силен крал и владетел. Бог кој живот донесе, Бог на славни чуда е, Бог на славни чуда е. Бог кој бил и ке дојде, силен крал и владетел. Бог кој живот донесе, Бог на славни чуда е, Бог на славни чуда е. Јас ти верувам, јас ти верувам, Бог на славни чуда си. Јас ти верувам, јас ти верувам, Бог на славни чуда си. Јас ти верувам, јас ти верувам, Бог на славни чуда си. Јас ти верувам, јас ти верувам, Бог на славни чуда си. Вау. Каква чудесна прокламација. Да бираме, не може да избереме подобра песна од оваа за денеска, за ова време, и не дека не ја бираме, напротив ја избравме. Така да, ајде пред да кажем официјално, или ајде, официјално добре дојдовте на, не знам дали да ја наречем неделната богослужба, или како и да е, на неделната проповед, на неделната доза на проповед, на убави зборови што ќе ги кажеме денеска со Зоран. Во иста екипа сме, тоа значи дека јас, Зоран и Копи сме тука и се придржаваме на секој начин. Има метро меѓу нас, има метро меѓу Коки позади нас, така да тројца сме, не сме повеќе од 5 души и мислам дека сме одговорни околу тој дел и ќе продолжиме да бидеме одговорни. И добро дојдовте на сите од Христијански центар 490, но зашто одиме во живо на Facebook, добро дојдовте на сите што ќе се вклучат и што ќе не слушаат во живо, но и после тоа што го проследат видеото.
Зоран, покажи да биде. Наистина е привилегија да се обратиме кон сите кои што се вклучени, кои што ќе слушаат, кои што ќе гледаат и голема привилегија за мене лично да зборувам или да се обратам и да укажеме на она што веруваме дека Светиот Дух го ставил во нас. И како што пастор Илија кажа дека сме тројца плюс и Светиот Дух, така да тој е тука во нас, помеѓу нас, околу нас и ја верувам дека ќе зборува преку нас. И ќе зборува во вашите срца, ќе зборува во секој едно срце кое што е спремно, подготвено да го прими словото што денеска ќе го кажеме, ќе го издадеме, ќе го проповедаме. Така да нека ни помогне истиот тој Свети Дух да можеме да го прибереме во нашите срца тоа слово и да го чуваме потоа. Така да тоа би било мојот првичен поздрав. Супер. Јас ќе дадам едно извинување, едно жалење за тоа што не можеме да имаме славење, тоа што, нели, супер беше со песната, но мислам дека за наредниот пат можеме да го направиме тоа нешто. Јас стварно не искам да се собираме повеќе од тројца, нели, да не се гужваме, да бидеме принципиелни, но можеме да направиме во некоја друга форма, така да верувам дека за следната проповед имаме и славење во живо. И мислам дека тоа ни фали. Ни фали ако е слушнав сега песната, иако по дома ностоп си ги слушаме песните, си славиме, си општо слушаме музика, но она кое што е живо, ако можам да кажам, славење во живо, кога навистина луѓето што го прават тоа, го носат тоа од небото, нема замена со ништо друго. Така да јас ветувам дека наредниот пат имаме славење во живо. За сите што ни фали тој дел. Така да имаме доволно време, нема да брзаме, нема да јас знам дека со тек на време ќе се уклучуваат луѓето и ќе не слушаат и убаво е што повеќе да не слушаат, нели? Иако недела и можеби си имаат луѓето работи по дома, зашто надвор тешко дека ќе прават и да шеруваат ова. Не шеруваат велес, него да шеруваат. Дефинитивно, за тие што знаат нели шерување, што е да шернуваат ова видео и во моментов додека оди во живо, за тие што споделувате едноставно, споделувајте ги работите што ги гледате, што се за охрабрување, што се за... Така и Библијата вика, Зоран. Библијата кажува, мислете на она што е добро, што е совршено, на добар глас. И знаете, има некој ги бие лош глас, некој ги бие добар глас, но Библијата е бие добар глас. Библијата е, Господ го бие добар глас. И покрај сето она што... Знаете, прочитав сега има многу работи што да се прочитаат, од кои вистини, невистини, но кога ќе прочитате лично сведоштво од луѓе, што се најинволвирани во моментов со луѓе заразени од коронавирусот, и тоа го кажуваат доктори од Италија, викаат, целиот оддел бевме атеисти, али видовме дека не можеме со се сили. Видовме дека ни треба Бог и дека негде сме утнале со Бог. И ја не би рекол, може би тие така размислуваат, зашто може би го тргнале за момент Зоран на страна Бог и едноставно не му даваат значење или било што, но Божјата добрина вика носи кон покаяние, но Божјата добрина не се правува само во добри околности, него Божјата добрина пред се правува баш во вакви околности. И ја го знам твоето сведоштво лично, ја не бев толку лош, можам да кажам, или помалку лош, али не размислував на начин дека сум лош, па некој треба да дојде и да ме избави едноставно од работите што ги правам. Не, можеби моето сведоштво за тие што знаат беше само транзиција некоја во сум бил верник од мал и само таа транзиција се проследила, но познавајќи го Зоран, знам Зоран како Господ го избавил и можеме да согледаме дека Божјата добрина е во оние моменти кога не сме Зоран најкако што треба и кога едноставно кога мислиме дека пеколот е за нас и дека треба да се плашиме. Мислам дека и тука негде твоето сведоштво можеш за кратко да споделиш. Точно и баш точно кога ние размислуваме дека заслужуваме нешто, кога мислиме дека треба да бидеме казнети од некого и можеби некој се држнува дури да помисли дека сите овие случувања околу нас се некоја условна казна за тоа како луѓето се однесуваат и ја тоа воопшто ја веднаш го отфрлам тоа. Затоа што дури кога сум мислел јас дека кога ми се случуваат некогаш лоши работи дека тоа било затоа што јас сум заслужил.
Но верувајте дека Бог не казнува во согласно со тоа што ние го заслужуваме. Всушност, Он покажува милост кон нас, да не го добиеме тоа што сме го заслужиле. И затоа ние веруваме во таа милост. А истовремено ја разбираме и благодата дека примаме и добиваме нешто потполно незаслужено. Значи, затоа ние веруваме во таа добрина на нашиот Господ Исус, дека добивме нешто што не го заслужуваме и нема објаснување за тоа, нема изговор за тоа, не може да кажеме, ама јас еднаш направив добро дело, независно од тоа. А истовремено ја почитуваме и ја разбираме милоста која што вели да, ти заслужуваш да бидеш казнет, али заради добрината на Бог, заради таа добрина, ти нема да бидеш казнет. И затоа ние сега, не само како верници, не само како луѓе кои што веруваме христијани, него знаеме дека ова е валидно за секој еден човек. Дека милоста и благодата се активни и функционираат во секој еден живот. Затоа ние не ги условуваме луѓето да кажеме ти мораш да го направиш тоа. Милоста веќе те покрила и благодата веќе те оснажило да го живееш тој начин на живот. Така да, затоа јас верувам дека, како за мене лично, уште кога не верував во Господ Исус, кога не го познав, кога не го барав, истата таа милост, истата таа благодат се активни постојано, без мерка, би рекол, без условување за секој еден човек тука во Скопје, во Македонија. Зоран, намерно го зачнав овој муабет, зашто ја верувам дека како и докторите во Италија се запрашале, многумина се запрашуваат со истото денес. Не се запрашуваат кога ќе заврши короната, или уште колку ќе трае, или што се случува со светот, иако тоа е дел од прашањето, него прашањето е што со мене? Точно. Што со мене? И затоа човештвото мора да знае дека милоста Божја, благодата Божја е ненадминлива. Ненадминлива и ако нешто треба да бараме, треба да го бараме тоа. И ќе кажам некои работи денеска, знаеме сите, во 6:30 се разбудив, ненадејно, Данче ме праша, вика, што дадеш рано, викам, не би, ја мислам дека е 10, и кога после ми пишаа од Хрватска дека имало земјотрес. Така да сочувствуваме со Загреб, заедно сме во молитвите. Знам, Дамир ми пише, имаме многу пријатели во Загреб, така да ги благословуваме, нив ги поддржуваме, нив, заедно сме со нив во молитвите, во што и да треба сега во овој период. Скопје знае како е со земјотрес и така да го цениме, мислам го знаеме тој дел. И нешто што ќе направам, ќе се помолам. Едноставно ќе се помолиме и ќе продолжиме, имаме убави теми денеска. Пак ќе кажам, нема да брзаме. Нешто што на почетокот го зачнаме, а што ќе продолжиме, тоа верата. На која вера ние придуваме, на која вера ние се надеваме и што е верата во твојот живот, но што е верата и во контекст на светот. И така да ја верувам дека верата е движечка сила. И размислував, па нели љубовта е движечка сила. Љубовта е сила за постоење. Љубовта е сила што дава живот, што дава постоење, али верата е таа што придвижува, што движи и сите тие се надврзуваат на друго. Така да може да се молиме и сите вие што сте. Знам дека во Загреб сега црквите локални христијански што ги познаваме се собираат во 12 сатот, имаат молитва и така да ние се приклучуваме на нивните молитви. Тато, фала ти за овој ден, фала ти што навистина твојата благодат е голема, Господе, поголема од секое наше разбирање, Господи, и сето она што не го разбираме во светот, Господе, сето она што не го разбираме во нашиот живот, Господе, добро го познаваш ти и затоа ти се преклонуваме Тебе, Господе. Тебе ти ги предаваме сите наши грижи, Господе. Тебе ти предаваме се она, Господе, со што ние се мачиме или не можеме да го сватиме, Господи. И фала ти затоа што Ти имаш заштита сега, Господе, заштита врз секој еден во Загреб, заштита врз секоја еден дом, Господе. Фала ти, Господе, што навистина го заштитуваш Загреб, Господе, и не само Загреб, Господе, него никаде да не се продолжи ни еден земјотрес, Господе, сега кога луѓето се повеќе дома, да не причини ни штета, Господе, да не причини ни човечка жртва, Господе. Фала ти што навистина си прекрасен. Фала ти, Господе, што Твои се деновите, Твои се времињата, Господи, и Ти ги познаваш подобро нас, Господи, но фала Ти што ни го даваш тоа откровение да можеме и ние да ги познаваме, Господи. Јас ја благословувам цела Македонија, Господи, сега и сето тоа
овој вирус, Господе, едноставно да си оди во Твоето име, Исусе, да си оди, Господе, да не може да нема сила веќе понатаму, Господе. Фала Ти што си прекрасен, Господе. Фала Ти за денешнава служба, Господе, што навистина ќе појде до многу ува, Господи, многу уши ќе бидат охрабрени, ќе бидат освежени, Господе. Ја верувам дека ќе бидат исцелени, Господи. Фала Ти во Твоето прекрасно име. Амин. Имаме една препорака, добра, Зоран. Ова што ме знаат, мене знаат дека ја кога и многу сакам да читам книги. Искрено сакам да читам книги, али има една, можам да кажам, мана или не знам како да ја наречам кај мене, што кога и да почнам некоја книга ќе ја почнам, али после тоа некако ме влече и се навраќам на Библијата и можеби тоа е вистинската намера. Знаеш, денеска ќе збориме нешто што апостол Павле го пишува до римјаните и размислува за апостол Павле колку ствари на нас македонците ни е драг, а колку и ние него сме му биле драги. И така да апостол Павле, освен што кажува силни зборови за македонците, колку биле дарежливи и колку пристапувале кон светиите да помагаат и во немање и во имање, нешто што го кажува и испитување на словото. Да. Они биле луѓе што преку ден слушале и навечер испитувале во словото. Да, и мислам дека во овој контекст денешен наш малку тоа е изгубено. И јас сега предизвикувам да што и да читаме, со што и да се занимаваме, да испитуваме работите, да ги испитуваме во словото, да видиме што на вистински словото зборува во контекст на денес, во контекст на заиднината, во контекст на минатото, но и во контекст на нашиот живот. Така да ја предизвикувам секој еден во вас, едноставно испитувајте ги работите преку словото, едноставно бидете луѓе што ќе горат или што ќе имаше еден збор, имавме домашна група онлайн во петокот и беше прекрасно, 12 души се собраме онлайн и интересни работи. Изборевме од Римјани, мислам дека 12 глава, 12 стих, каде што на едно место Павле вика бидете горливи во духот. И ја мислам дека тоа е прекрасна работа, дека и горливи во духот не е, бар ја вака го разбирам, Зоран, горливи во духот не е нешто во моментот да се запали. Значи, Господ веќе го запалил тој оган во нас, тој оган за Словото, тој оган за живиот збор, тој оган за живиот Бог, тој оган за луѓето околу нас. И сега ние го разгоруваме и имаме голем дел да ние тоа го правиме, да ние го разгоруваме нашиот дух едноставно. И интересното им кажав и им се допадна на луѓето што слушаа, дека им кажав дека кога некој се разгорува на таков начин, опфаќа и други. Не само вирусот заразува луѓе. Божјото Слово има и други заразни работи. Божјото Слово, горливоста во духот заразува многу. Така да, во контекст на читањето на сето тоа, ја би предложил едно покрај Библијата, покрај Светото Писмо, што е незаменливо, но би знам дека еден кажа втора Библија секако не си играме со такви работи, но едноставно знаеме што е ова, барем ние што знаеме и знаеме колку ни е ова нас драгоценно, колку му е ова на Зоран драгоценно, но колку ќе им биде драгоценно на тие што ќе прочитаат. И ова е нешто што е на Зоран, ако можам да кажам, првенче, зашто е првенче во книга, така да книгата, препознавајќи ја благодатта, за тие што ја знаат и што веќе имаат прочитано, точно знаат за што се работи, но за тие што не ја знаат, едноставно, а што ја имаат можеби дома. Не е време сега за дистрибуција, али може да направиме некаква дистрибуција, ако ни пишете после во приватна порака, не е проблем, но едноставно добро е да се има и добро е да се чита се тоа. Така да препорака додека сме во карантин, додека понекогаш и буквално се глупираме со нека работи, зашто едноставно долг е денот и некогаш имаш, но некогаш немаш што да правиш, но убавината е во тоа што можеш да ја прочиташ и оваа книга. Мислам, веќе имаме преведено на англиски, така да, мислам дека Зоран оди и на холандски веќе преводот, ќе оди и онлайн, така? Да, така да ќе оди и онлайн и мислам дека ќе заземе голем простор во вашиот мисловен процес, во вашето срце, зашто е нешто што е исконски од срцето на Бог. Така да топло ви ја препорачувам книгата на Зоран Спасовски, препознавајќи ја благодатта. Супер. Да, Зоран?
Ја би рекол вака, многу е битно да разбереме, тоест да имаме правилен начин, ја би рекол мудар начин и вистинит начин како ги гледаме нештата. Едно нешто, читајки историјата, и некој ме праша кои ми биле моите омилени предмети кога сум бил во школа, и ја им реков една од омилените предмети беше географија, што е интересно, дали сега последниве 20 години патувам низ цел свет, а друг ми беше англиски, бидејќи едноставно тој ми е, ја би рекол, втори јазик, бидејќи дома го користиме постојано, нон-стоп зборувам на англиски. И третиот предмет кој што ми бил исто така омилена историја. И има нешто во историјата, значи ја не сакам да ја величам историјата, но не смеам да изоставам историјата. И не заради сите случувања што биле или пак сите луѓе што им се восхитувам, но едно нешто разбирам, гледајќи ги етапите на луѓето, на човештвото, на сите кои што живееле, гледам дека секоја една генерација секогаш била загрижена за себе си. Или подобро кажам, ретко се наоѓале генерации кои што размислувале за една, две или три генерации понатаму, него сите биле загрижени за себе си. Она што нив им се случува, она што нив ги засега, она што на нив им доаѓа. И интересно е што сите тие генерации, во сите тие генерации луѓето викале, види на што ни се случува. Ова е најверојатно најтешкото време. И кога ние го гледаме тоа наназад, викаме, не, ова не било најтешкото, нас не е најтешкото. Интересно, најверојатно, за следните генерации, кои што ќе дојдат, најверојатно и ти ќе викаат, на нив лесно им било, ти на нас да видиш колку ни е тешко. Така да интересно е што најверојатно сите сме во таа позиција да бидеме измамени, излажени и заробени во самите нас, или со самите нас. Ја мислам дека тоа е можеби една од најголемите лажи, како се викаат, лаги, кои што ние може да ги прифатиме. И затоа не смееме само да размислуваме сега, и не смееме да размислуваме само дека на нас ова ни се случува. И во овој контекст сакам да го кажам и тоа дека бидејќи не си играме, него користиме нешто што е многу силно. Словото ни вели дека самото слово е како меч со двеоштрици. И кога се случува, кога нам не се случува неколку неволи, неколку работи кои што се невообичаени, едноставно не сме имале ваква состојба, не сме имале некои големи потешкоти, не сме имале некои работи кои што едноставно не ставаат во скроз изолирана состојба или пак не ставаат во ситуација каде што не можеме не знаеме што да правиме. И немојте да ги користите овие ситуации и да ги спојувате со некои стихови и со некои делови од Библијата кои што, да кажам, и тешко се разбираат, и тешко се толкуваат заради неразбирањето на целостната Божја слика. Така да, за сите оние кои што се скептици или подобро кажам, им одговара да кажуваат, готово, сега е последниот ден, последните минути од последните денови од последните саати. Ја не би рекол дека е баш така, не би го ставил тој збор во мојата уста, тоа што ако погледнете една генерација наназад или 5 генерации наназад, најверојатно и тогаш имало луѓе кои што викале, готово, сега се последните секунди од последниот саат. И некако тоа го гледам и не ми прави смисла. Така да, она што мене ми прави смисла, највеќе, е дека Исус живее во нас. Светиот Дух живее во нас. Светиот Дух е тој кој што ќе ни даде и мисли, веќе ни дал мисли, Светиот Дух е тој кој што ќе ни даде излез, Светиот Дух е тој кој што ќе не води, Светиот Дух е тој што ќе ни инспирира, Светиот Дух е тој кој што ќе ни го објасни Божјото срце и Божјите намери, како за мене лично, како за црквата, така и за мојата држава или пак за светот во кој што живеам. Така да јас не би толку лесно би се плашел од сите тие работи, него напротив, во таа љубов што знам дека Бог ја има за мене и во љубовта на Светиот Дух, би рекол, Свети Душе, што велиш ти? Не што велат медиумите, не што велел некој пред 500 години, пред 100 години или пак некој си не знам кој. Али најбитното за мене и за тебе да видиме што Светиот Дух ни зборува сега. Затоа што тој е Бог на сите генерации.
Всушност, тука позади нас имаме една добра, ја би рекол, формула, која што не само што важи за нас, него важи за сите. И велиме дека она што Бог го направи во Ефесјаните 2 глава 10 стих, каде што вели дека ние сме Божјо создание, Божја поема, создадени за добри дела кои што Бог ги предготвил уште пред создавањето на светот. Значи пред 1000 години, пред илјадници години Бог создал или направил дела. Затоа ние велиме совршено дело, на што Бог го направил за кого? За сите генерации. Што тоа значи дека важи и за оваа генерација. Важи и за мојата генерација, важи за твојата генерација, и ако си млад, ако си 15 години, важи за твојата генерација. Ако си 3 години и го слушаш ова, тоа важи и за твојата генерација. Зошто? Бидејќи Бог е совршен Бог. И затоа јас би ставил мојата доверба, а и мојата вера во неговото дело и во тоа што Бог го направил и го прави за нас, отколку што би го ставил во некакви си неоправдани, или би рекол без љубов кажани изјави. Така да тоа би било моето охрабрување за оваа генерација. Да се случуваат несакани работи, да се случуваат неубави работи, да се случуваат страшни работи, но тоа не значи дека ние можеме и смееме да си играме со стихови како Ефесјани 2:10, како стихови како Римјани 8:28, каде што вели дека се содействува за доброто на оние кои што го љубат Бога, на оние што се повикани според неговите намери. Така да јас и мојата генерација јас сум одлучил да во мојата генерација го прокламирам тоа слово, дека мојот Бог, дека ќе ги направи, ќе ги сврти сите работи да содействуваат за мене, и за сите оние кои што го љубат Бог и за сите оние што се повикани според неговите намери. Така да јас не можам да се играм со Божјото слово толку лесно, туку го земам како сигурна основа и го земам како нешто здраво и врз основа на него ќе градам и врз основа на него ќе зборувам и ќе размислувам. Така да нека оваа генерација размислува на таков начин и нека живее на таков начин. Амен. Ќе продолжиме во контекст на тоа градење што го спомна Зоран. Пред да идам наваму ми пишуваат луѓе тајде кога ќе се случувате памтиш ли, и знам дека едно сведоштво ми кажа сега што е случило, што е навистински јако сведоштво и ме поттикна да размислувам или да споделам дека Зоран, многу пати во луѓето се наоѓа оној момент каде што јас верувам и тоа е добро, но се навраќаат, не смееме да живееме на стара слава, тоа е поентата. Верата е сега и денес. Амен. Да. Верата е сега и денес, дури Павле на едно место вика, вера горе нема да ви треба, и ќе живееме со Бог, со Божјото присуство. Така да верата е сега и денес. И не случајно избраме оваа тема верата, зашто знаеш, не само да ги оттргнеме малце мислите на луѓето од таа корона, него точно да го покажеме, да го кажеме тој правец, од каде доаѓа мирот, од каде доаѓа таа благодат што ја збориме, од каде, дали негде буквално ќе се изразам, може и малку некултурно, се бере на дрво или било каде, или доаѓа преку нешто. И во контекст на село што збориме, за луѓе што ете може би прв пат слушаат вакви работи, може да кажат што имаме ние со нешто што се случило, Зоран, пред 2000 години и во Израел. Израел е не знам колку километри, 3000 е сигурно километри оддалечен од тука и што имаме, знаеш, и би било најверојатно така. Би било најверојатно така кога немаше Павле, ако не дојдеше во Македонија, ако не ја запознаеше Лидија, ако не цела Европа, ако не цел свет биде зафатен од тоа што се случи пред 2000 години. Најверојатно би било така и пак ќе го напоменам Павле, зашто не само во контекст на Македонија што ја знаеме во историјата, ама и во контекст на овие граници Павле има дојдено, Зоран, и во овие граници има едно место Палјурци или Палјури и имаат добри докази луѓето дека навистина Павле има дојдено таму. Зошто го спомнувам ова? Ова го спомнувам зашто Павле е исклучителен по многу работи, но највеќе по едно нешто, а тоа е дека иако ревносен евреј, по генерации и генерации од племето Бењанимово, што за нив многу значело, од фарисеи над фарисеите, и се дознава од Господ или добива откровение од Бог дека и не евреите, дека Бог е Бог на сите. И најнаш почнува да оди низ надвор од Јудеја, најнаш почнува да проповеда евангелието на секаде.
И во контекст на тоа ќе прочитаме неколку стихови од Послание до Римјаните од 10 глава, може би цела глава и така ќе разработиме. Ја верувам дека оваа цела глава има многу што да каже и за оние што првпат може се среќаваат со ова, но и сега за оние што веќе се верници и што веќе очекуваат охрабрување пред се. И така да, ајде ќе почнеме. Браќа, желба на моето срце и на мојата молитва кон Бога за Израел е за негово спасение. Им пишува на римјаните. Да знаете дека Израел си го сакам и сакам да биде спасен. Не станува збор дека Павле најнаш ги отфрла, него напротив. И вика, јас им сведочам дека тие имаат ревност за Бога, но не според сознанието. Не според вистинското откровение. Зошто? Што знаеме дека уште го држале во тоа време законот, што и преку законот не им била достапна верата, Зоран. И ова е многу интересно што народ што беше создаден да му верува на Бог. Народ за кој се кажа за таткото, така што го повика народ што верата им се препише за праведност. Гледајќи од другите дека имаат закони, бараат закон и скрос ја занемаруваат верата. И во продолжение вика, зашто не знаејќи за Божјата праведност и тежнејќи да воспостават своја собствена праведност, преку делата и преку тој закон што го побара, тие не се подредија на Божјата праведност. Бидејќи крајната цел на законот е Христос, за да биде оправдан секој што во него верува. Зоран, ако на многу пати му се налутуваат евреите на Исус. И му се налутуваат баш во моменти каде што им биле најверојатно најсилни од нивниот закон. Зашто Исус им вика, ја дојдов да го исполнам, за да можете во мене да верувате. Ја дојдов. И тука му се лутат највеќе, но еваа целата вистина, ево го Павле на што го зборува. Павле прави преокрет или на српски преокрет или пресврт во размислувањата на евреите, во размислувањата. Исус пред тоа го правеше, он го продолжува само тоа во размислувањата на римјаните. Најнаш луѓе што немале врска со законот, немале врска она што сме ние во денешно време. Што сме немале врска со тие Божи закон зашто бил лично даден на евреите. Најнаш добиваме шанса, добиваме повик од Бог да бидеме спасени, да бидеме оправдани преку неговата праведност. И сега кажува, Мојсей пишува за праведноста на законот. Кој ќе исполни, тој ќе биде преку него жив. Кој ќе исполни, тој преку него ќе се оправда. И опасноста тука, што евреите ги снајде, во тоа време што они не можеа да го исполнат. И затоа не се наоѓа праведни пред Бог. И затоа само навидум мислеа дека го исполнуваат, мислеа дека се праведни, но и најисправниот свештеник мора да му врзат јаже кога го праќа во местото на светињите. Но што вика праведноста од преку вера, Зоран? Вика да не рече во срцето свое, и ова ми отскокна многу, да не рече во срцето свое, кој ќе се искачи на небото, што значи да се симне Христос? Или кој ќе слезе во бездната, што значи да се изведе Христос од мртвите? А што вели таа? Блиску до тебе е Словото, во твојата уста и во твоето срце, односно Словото на верата што го проповедаме. Ова е многу силно. Зошто е многу силно? Го наоѓам ова, Зоран, првиот дел од стиховите во македонскиот народ. Кој се качил горе да види? Кој се качил да види горе, па да ни каже да се симне и да знаеме. По можност денеска видео и слика да сними. Да сликне на слика, видео да направи, да има и да ни каже. Или кој се симнал, па доле. Исто тоа да ни го каже. Но праведноста, верата преку праведноста треба да вика вака. Блиску до тебе е Словото. Во твојата уста е и во твоето срце. Односно Словото на верата што го проповедаме. Интересно е што една од моите најомилени теми би било праведноста или благодата и некогаш е многу тешко да се објасни на луѓето дека всушност Бог е толку близок до нашите срца. И кога јас овие стихови ги читав пред многу години, кога го видов тоа, кога едноставно бев зашеметен од вистината и од откровението на овие стихови,
ја буквално видов колку Бог е близко до луѓето. И ја верувам дека од тогаш поразлично ги гледам луѓето, поразлично го гледам Бог, како има толкава љубов за секој еден човек. И еден друг стих што мене, како да кажам, паралелно ми го поддржува овој стих, дека стварно верата и словото се близко до секој едно човечко срце, е во Тит. Тит, 2 глава 11 и 12 стих, каде што Тит зборува за, тоест Павле му пишува на Тит и му зборува за Божјата благодат, и му зборува за како сме спасени преку таа благодат, како таа функционира, како действува во нашите срца. И вели, и еве се појави Божјата благодат. И тука ако читаме во изворниот текст, вели, и еве се манифестираше Божјата благодат пред секое едно создание. Со други зборови, ако ете сликовито да го пишеме, да го снимаме, Божјата благодат, која што знаеме дека го носи спасението, Христовото спасение кон секој еден човек, всушност овдека вели се манифестираше, не само што се појави некаде, него се манифестираше пред секое едно битие. И видите, кога Божјата благодат стои пред секој еден човек, што мислите, што зборува благодата? Со други зборови, ако пред вас се појави некој фудбалер, например, сега не сум многу по фудбал, знам дека ти си по фудбал, али ако некој фудбалер се појави и тој е облечен во патики, облечен е во дрес, дури носи топка со него, што мислите? Што тој човек ќе зборува? Тој најверојатно ќе зборува, ќе рече, ајде играме фудбал. Ама знаеш што, ја не сум спремен, абе нема врска, дојди ќе играме. Значи фудбалерот ќе зборува, сите зборови ќе му бидат фудбал, надпревар, ајде да трчаме, ајде голови да даваме. Значи тоа го прави еден фудбалер. Се не знам да не спомнувам премногу прости едноставни примери, али на истиот начин, ако ти се појави благодата пред тебе, што мислиш, што ќе ти зборува? Ќе ти зборува за спасение, ќе ти зборува за Христос, ќе ти зборува за Божјиот план за тебе и за твоето срце. И затоа во Тит 2:11 вели, еве се појави Божјата благодат, која што носи спасение за секого пред кого што е. Само за да следниот дел од тој стих или следниот стих вели и ни дава инструкции, ни дава поуки како да се откажеме од секаква безбожност. И потоа вели и не поучува како да живееме праведно, побожно и свето во овој всушност на некој преводи вели во овој расипан свет, во оваа расипана генерација. Така да многу е битно да знаеме дека благодата не е далеко. Таа е всушност толку близко до секој едно срце, исто како што дека Павле ни зборува во Римјани, каде што вели, зарем не знаете дека љубовта, дека верата, дека словото е близко до вас? Што е тоа што го носи словото до секој еден човек? Што е тоа што носи љубовта? Благодата. Затоа што не заслуживме. И затоа ние велиме благодата што е незаслужен дар од самиот Бог. Така да, ако ти го слушаш се во ова, а не веруваш во Исус и велиш, јас сум заслужил обратно од ова што кажуваат овие двајцава, обратно треба да ме казнат. Не. Ти знам дека мислиш дека си заслужил, но Божјата милост вели нема те казни. Бог не те казнува. Бог веќе тоа го реши на крстот. И од друга страна Божјата благодат вели стојам пред тебе да ти дадам живот вечен. Стојам пред тебе за да го запознаеш Творецот твој на твоето срце и изворот на животот. И затоа за мене овој стих е многу жив. Премногу жив, за да го игнорирам. Амин. Во контекст нели продолжуваме со истото, знаеш, имаме секогаш два екстреми. Екстрем од типот на ја не заслужувам и екстрем од типот на самоправедност, она што Павле им се обраќа на евреите заради нивната самоправедност, зашто кај што Исус им кажува дека како прљев веш уствари нивната самоправедност, така да јас сакам да се обратим за оној што мисли дека заслужува или мисли дека нема потреба од Бог. Едноставно Бог ја земал и твојата добрина на крстот. Ако се мислиш дека си добар, и тоа е супер, тоа може да биде надградено, може да биде навистински потиснато и доведено таа Божја добрина. Така да оваа порака е и до оној екстрем каде што нели мислиме дека
не сме заслужиле, каде што мислиме, другите каде што мислиме дека се сме заслужиле и до оние сите што се равнодушни, што не ги интересира се тоа. Господ е Бог на сите и Бог има благодат за сите. И ја ќе го прочитам уште еднаш овој стих, зашто е многу силен, додека го читав дома, викам, вау, Господе, што точно, дури понекогаш сакам да знам што точно на секој поединечно им зборува. И може да го прочитам и за сите вас што може и помалку го знаете или може би се во двоумица, Господ тука ли е, не ли е тука, ја викам тука е и тој е блиску до тебе и ти зборува тебе. Блиску до тебе е Словото, во твојата уста е и во твоето срце, односно Словото на верата што го проповедаме. Да. И Зоран, понатаму ќе видиме како да верувам јас. Во рете сакам да верувам, или како да верувам. Ако чекаме нешто да не удри, нема да не удри. Али ако го активираме тоа што е во нас, она што и самото Слово кажува, тогаш имаме добитната комбинација. Така да верата е во секој еден. И онаа вера да може да му кажеш да на Христос. И понатаму кажува, зашто ако со уста исповедаш дека Исус е Господ и во срцето свое поверуваш дека Бог го воскресна од мртвите, ќе се спасиш. Вау. Ја искрено порано читам Библија, читаме дома со моите, на времето размислував за Господ се, али спасението им беше далеко. Додека не ги прочитав овие стихови, додека не се запознал со некои од луѓето што ми го сменија, можам да кажам драстично, животот не ми кажа, али спасението е близко до тебе. Исповедај и во срце поверувај и тоа е со тебе. И од една страна нема по едноставна, ако можем да кажем, работа, но од друга страна е одлука што треба секој ние да донесеме. И одиме понатаму. Бидејќи со срце се верува за оправдание или за праведност, а со уста се исповеда за спасение. А и писмото вели, секој кој верува во него, нема да се пострани, Зоран. Ова го зборувам со секој еден. Знаете, во светот се прави таа фама или таа погрешна слика за христијаните и за самиот Бог, дека срамота е сега да се христијанин во 21 век. Мислам, но сето тоа доаѓа, Зоран, од едно, она што ти го спомна, неразбирање на самиот Бог, на кој е, на кој тој создател, што создал се и се она ние што сега го баратаме, можам да кажам, кој со тоа го создал. Така да, секој што верува нема да биде посрамен. Ова е многу силен стих. Нема разлика меѓу јудеец и елин. Оно што сам старт го почнаме, нема разлика дали ние сме евреи или не сме. Зашто еден е ист Господ на сите, богат за сите кои го повикуваат. Морам да кажем една приказна тука, една сторија, која што е неверојатна за мнозина. Бев негде во Русија и бев на една служба каде што за тие кои што ме познаваат знаат дека малку делувам во тој дар на пророкување, на пророштво и верувам дека тоа е баш таа благодат која што ги донесува на виделина ја донесува Божјата добрина на виделина, а истовремено ги изнесува и тајните што ги има во нашите срца. И интересно што во Коринтијани зборува дека ако веќе се молиме за неговите дарови, дека еден од даровите што треба да го бараме е дарот на пророкување. Зошто? Затоа што дарот на пророкување ги изнесува на виделина тајните човечки. Интересно што грчкиот збор за тајни е крипто. Од таму доаѓа нашиот збор енкриптед или криптувано. Сите сакаме да ги заштитиме нашите имейл адреси, нашите телефони, да ги врземе, да ги криптираме. А интересно што вика Библијата дека пророштвото ги вади тие тајни. И бев на една служба каде што имаше една редица на луѓе, јас им зборувам, им пророкувам и беше наистина супер. И дојде една жена, една девојка, каде што почна и кажа како се вика, што работи, што правила во незиниот живот, што се случува во незиното срце, што мисли во тој момент и беше навистина чудесно. И едноставно памтам дека женава рече само фала и толку. И знаете, некогаш кога имате повеќе луѓе, едноставно не приметувате што све се случува. Ова беше негде околу 9-10 навечер. Само за да негде околу 12 му викам тој пастор, викам слушај пасторе, викам јас стварно треба да завршиме со служба. Значи службата почна со бајлето, сега е 12 навечер.
Океј, значи тоа е невообичаено и за нас. Ние нашите служби траат саат, 2 сата и сите се заморни, сите готово се заморивме. Ова траеше до 12 навечер. И ја му викам на пасторе, стварно треба да си одам. Значи за 4 сата треба, за 5 сата треба да станам, да идам на аеродром, веќе е време. И тој а уште малку. 1 час од Савајле. Викам, пасторе, јас стварно ве сакам сите, ама морам да одам. А уште малку, Зоран. 1:30, пасторот ми вели вака: Зоран, да ти кажам само уште нешто. Вели, додека си им пророкувал на луѓето, имало една жена која што случајно поминала од кај црквата и видела луѓе, видела комоција, видела што се случува и влегла. Значи, не збораме за некој кој што е религиозен, па точно знае, или пак верник кој што знае, у 11 сати имаме служба, у 5 сати имаме служба, него човек кој што си поминува по улица. Едноставно гледа женава невообичаена ситуација, гледка, луѓе се собираат и ви си вели, за да порано кога чекавме ред по предавница, и кажат, што има внатре, и каже некој, има нешто ефтино, па да чекам и ја. Женава влегува, застанува на редот, на редицата, и во таа редица ја си пророкувам. 1,5 саат Савајле. Пасторот ми вели вака: Зоран, уште една работа имаме. Вели, на една жена си пророкувал, си кажал тајните на незиното срце, си погодил се. И вели, жената ги прашала: кој сте вие? Луѓе му рекле: ние сме христијани. И рекла: кој е вашиот Бог? И они рекле: нашиот Бог е Христос. И они рекла: сакам да го запознам тој Бог, бидејќи никој не можеше да ги знае работите што јас ги знам, освен тој Бог. И рекла: јас сакам да поверувам во Исус. Ја воделе во покајничка молитва, поверувала во своето срце, исповедала со својата уста и се спасила. Ја му викам: прекрасно сведоштво. Викам: пасторот, сега однеси ме во хотелот, треба да идам дома. О, не, Зоран, женава сака да се крштава во вода. Ја викам: супер, сега имате цела недела да се спремате за да се крштава во вода. О, не, вика Зоран. Вика, жената е во купатилото, кадата е полна со вода, она чека спремна да ја крштеваме во вода. Ова беше прв пат во животот да во 2 сата од Сабајле јас и пасторот крштеваме човек. И ова се случи толку брзо. Зошто? Бидејќи словото сепак верувам дека било блиску до незе и само било потребно едно мало потрнување на таа благодат за да влезе во незе и таа да рече: сакам да се спасам, сакам да поверувам во тој Бог и уште повеќе сакам да се крштевам. Така да она во рок од 3 сата го исполнила целата комбинација на спасение, на сето она што на почитување на командите. Така да словото е блиско до секој еден човек. И мене не ме чуди да не само сега, него и мнозина се спасуваат туку така. Невообичаено да се спасуваат луѓе. Зошто? Бидејќи ние ослободуваме таа вера, го ослободуваме тоа слово дека навистина е блиско до луѓето, не е далеко. Амен, не подсети, и за тие што ќе испитуваат, што бараат библиски примери. Конкретен библиски пример со евнукот. Да, така, точно, да. Со евнукот беше просведочен во минутата, во втората минута побара да биде крштен. И тоа, така да, таа е силата, Зоран, силата која спасува. Амен. И Библијата кажува за словото за едни е лудост, за други е сила што спасува. И работата што лудоста не останува до крај лудост. И ја верувам во тоа, ја верувам дека силно луѓето понекогаш ги пуштаат лактите да се излактаат се, али на крај со тек на време се прибираат во себе и го наоѓаат. Знаеш, многу ме остави тракен на реченица пред некој време, слушнав Достоевски ја кажал, вика: дури да ми дојдете со една вистина што ќе надминува вистина што ја разберам, некоја на вистина да ми докажеш, да, има апсолутна вистина и не е твојата вистина, ја би останал со Христос, вика. Амен. Ради љубовта. И така да, љубовта е нешто незаменливо, иако Исус кажува дека он е патот, вистината и животот, но дури да имаме во умици понекогаш во мислите се таа љубов што не грее, таа покажува многу и може да продолжиме понатаму со целата оваа глава. Ова ми отскокна, вика, нема разлика, не да рекоме, меѓу јудеец и елин, зашто еден е ист, е Господ на сите, богат
за сите кои ги повикуваат. Мислам, Зоран, јас сум скромен човек. Ја ме познаваш добро, тие што ме гледаат, што ме знаат, Коки ме знае добро, скромен човек и имав едно откровение пред некој време, сигурно пред 7-8 години за скромноста, што верувам дека треба за не можеш кај богат татко да се правиш лажно скромен. Знаеш, можеш само да си вистински скромен и да не бараш повеќе од тоа што Бог го има за тебе во твојот живот. И мислам дека таа реченица барем во мојот живот е силна и знаеш, најнаш се сведуваш на тоа да Господ има план за мене и јас ќе бидам послушен на тој план. И така да ако знаеме дека имаме богат татко, богат во се, ако ја читате, ако испитувате Библија, ќе видите дека таткото е богат во се, тогаш ајде ние да се понашаме вистински одговор, да се однесуваме, ајде ние да се однесуваме како деца на богат татко. Деца на богат татко што растат во зрелост. Многу битно е да растеме во зрелост и одиме понатаму. Но како Зоран Павле вика да го повикаат оној во кого не поверувале? Како пак да поверуваат во оној за кого не слушнале? А како да слушнат ако некој не им проповеда или ако немаме проповедници? И ова не ни ја вади само нашата позиција, Зоран, дека ние проповедаме, па тоа добре е, пишува Библијата се, него ова не става во контекст на оно што го кажав на почетокот, таа придвижувачка сила, таа вера што действува, вера што не запира, вера. И истата таква љубовта, значи љубовта не стои, еден наш многу драг и ценет пријател каже дека и мирот не е нешто што само мирува, него е активен и така да. И како ако не слушнат луѓето и како ако не им проповедаме на луѓето, како ако не им ја доближиме таа добра вест, Зоран. Добрата вест треба многу брзо да се шири. И таа е таква, таа се шири. И додека размислував за добрата вест ми дојде многу нешта каде што Исус оди од 5 глава негде Матеј па до 7 глава им кажува добра вест. И на таа добра вест види реакцијата на евреите во тоа време. Некои од нив поверувале, некои од нив не. Али реакцијата вика, и кога ги заврши овие зборови, народот се чудеше на неговото учење. Зашто тој ги поучуваше како оној кој има власт, а не како книжниците. Вау. Да. Знаеш што е интересно, што ја верувам дека сме повикани како верници, како христијани, како луѓе на кои што сме го посветиле нашиот живот на живиот Бог, да невообичаени работи не следат. Јас верувам во такво нешто. Значи ова не е да се биде невообичаен или пак невообичаени работи се случуваат, не е само за неколкумина, не е само за проповедници, иако нив ги следат многу, ја би рекол многу повеќе, затоа што го користат словото. И тоа е еден неминовен дел од повикот. Затоа што повеќе го користиш словото, толку повеќе има невообичаени работи кои што се случуваат во твојот живот. И тоа да не ви биде чудно, но тоа не застанува таму. Ја верувам дека секој ден кој што верува, ја има можноста, е веќе повикан да делува во не преку своите сили, него преку силата на Светиот Дух. Јас верувам во тие невообичаени работи. Ја верувам во невообичаени случувања во нашите животи. И додека кога го спомна тој дел, ми текна на Павле во Дела апостолски 28 глава. Павле доаѓа, мислам дека Малта е, негде бродот се насукува и они доаѓаат на еден остров и таму Павле собира гранки, тие што читале Дел апостолски ги го знаат овој дел, собира гранки и одеднаш го каснува змија. И интересна е реакцијата на луѓето што биле таму и вели чека, затоа што знае дека вообичаена работа е да откако ќе те касне змијата да потечеш и да умреш. И вели чека и рекоа и ништо невообичаено не му се случи на Павле. И одеднаш рекоа овој човек не е обичен човек. Видите, нивната реакција беше чека нешто вообичаено, чека некоја обична реакција, но на него ништо невообичаено не му се случи.
Зашто го кажувам ова? Затоа што неколку стиха понатаму вели дека истите тие луѓе беа невообичаено добри према Павле. Така да интересно е кога ние се придвижуваме, кога верата се придвижува во нас, невообичаени работи се случуваат. Она што луѓето го очекуваат не се случува, а она што не го очекуваат тоа се случува. Така да ја би рекол дека во контекстот на дури на овој вирус, денеска, деновиве, она што се случува, сите знаат, знаеш што, ова се реакциите на тој вирус, ова е очекуваното. Јас би рекол, јас и ти го имаме тој мандат да очекуваме неочекувани работи, не да го очекуваме очекуваното. Ние не треба да очекуваме, вамо имало заразени волку, очекуваме толку. Затоа јас не сакам да ги слушам тие предвидувања. Очекуваме волку. Не, јас очекувам исцеление. Јас очекувам заштита. Јас очекувам надприродно делување на Светиот Дух. Мојот Бог во сите случувања во историјата каде што имало глад, Бог се појава како што? Како некој кој што донесува јадење. 5000 луѓе се собираат, гладни се. Што прави Исус? Не им вика, сега слушајте ме што има да ви кажам. Не, него еве ви храна. Доаѓа болен човек. Што прави Исус? Донесува исцеление. Значи донесува нешто што другите не очекувале. Дури човекот кој што вели го донесуваат кај Исус и му вели на Исус го прашува што сакаш? А човекот болен, човекот слеп, човекот хром. И сега сите ќе очекува да кажат, треба да знаеш што. А Исус вика, не, сакам да ти кажеш што очекуваш од мене. А тоа што мораш да го очекуваш она што не сите го очекуваат. Никој од луѓето околу него очекуваше да тој биде исцелен. Не очекува. Он очекува да тој човек биде болен и да си умре како таков. Но кога ќе се сретнеш со Христос, тогаш невообичаени работи се случуваат. Има многу примери за мојот Бог дека прави невообичаени работи. Така да јас верувам дека тоа мора да биде стандардот во кој што живееме, со кој што зборуваме и со кој што очекуваме да такви работи се случуваат. Така да јас верувам во такво нешто. Ја верувам дека мора да живееме во тие невообичаени работи да се случуваат. Ја лично можам да ви кажам многу невообичаени примери кои што наверојатно мнозина ќе ги боли глава ако ги слушаат, али за оние кои што го живеат тој живот на вера, знаат дека ова е можно, тоа што словото не вели дека се е можно за оние кои што веруваат, се. Точно. Амин. Зоран, главоболката поминува лесно, не е опасна работа, така да ја верувам дека ќе имаме прилики да кажуваме уште нешто од нашите животи, онака баш буквално како што кажи, како што песната пееше, Бог на славни чуда, значи Господ е и во Стариот Завет многу се славеле тие славни чуда. Но не престанале таму, значи со Исус не само што продолжиле, него ги надминало сите оние славни чуда што во Стариот Завет биле, но продолжуваат и денес нешто што Исус ги потресе своите ученици кога им кажа ја одам и подобро за вас. Да и ви текна со ова одење во живот дека понекогаш може да испадне подобро него во Сити Хол на самата служба, ради што има повеќе достапност да се слушне и се. Но убавината е што кога Исус вика ја одам подобро за вас, не вика го оставам сам. Него кажува јас одам, али го праќам Светиот Дух Утешителот, што ќе биде меѓу вас 2020 години и уште колку и да треба, не е ваше да ги знаете годините, јас ги знам, али уште колку и да треба, тој ќе биде вас и ќе ве води во животот, ќе прави работи што не сте ги очекувале. Зоран, во животот мене ми се случуваат работи што никогаш не сум ги очекувал, а и работи што сум ги гледал, ама што сум мислел дека малце јас се измислувам во себе. И ми се случуваат тие истите работи. И тоа се од прва рака, она што го зборуваме, невозможни или работи што не ги очекуваме, а се случуваат. И баш како што кажа, ако зборуваме за такви нешта, ја мислам дека ќе ни треба многу пати уклучување во Facebook, но нигде не се брзаме на крај крајава. Имаме време, имаме Ќе издржиме. Ќе издржите уште малку. Коки ни покажува дека колку сме коки?
Сад, тоа е добро. Тоа е добро, мене ми помина како да сме некде 20 минути, пола сат, али нас ни е тука интересно, ни е забавно, уве и работи си кажуваме, работи не само што се во нас, и па ги знаеме, ајде ќе ги пренесеме, него работи што и во моментот зор нас не потикнуваат. Искрено, кога те слушам, нели, се потикнува многу. Вау, може ми повеќе од ова, може ми повеќе од сето она што сме го замислувале, а најповеќе па знаеме дека можеме, Господ може повеќе од сето ова. И не знам дали би превршувале, али може би со проповедта или со разговорот, ако можем да кажам, со пораката би превршиле со еден силен стих што е наменет за сите оние што слушаат што да прават после тоа. И тоа е, мислам дека 17-тиот стих. Вика, затоа верата доаѓа од слушањето на пораката, а пораката од Божјото Слово. Вау. Значи сме на вистинско место. На други места е преведено затоа верата доаѓа од слушање, и тоа слушање на Божјото Слово. И така да јас ве предизвикувам сите, што имате време и што немате време, верувам дека ќе го најдете. Синоќа ми дојде размислува за времето, Зоран, еве сега го спомнав, знаеш, многу луѓе се бориме со времето. Се бориме со времето, а не треба да го правиме тоа, и во таа борба секогаш се наоѓаме во момент каде што викаме немам време за ова, немам време за ова, и јас се чувствувам понекогаш за многу зафатен човек со луѓе, се навамо натаму, растачнам се, и ми текна после на теби, на сите оние што имаат по 4 деца, по 2, по 1, се, и викам, чекај малку, сме збореле со теби лично, човекот 4 деца наоѓа време, значи, и така, ова го кажувам за сите оно што знаеме да кажеме, немаме време, и се, дека ако застанеме, ако се смириме однатре, или поточно ако му дозволиме Бог да не смири однатре, ние ќе најдеме време за многу нешта, и нашиот живот нема да се сведе само на бркање на времето, нема да се сведе само на бркање на кариера, него ќе сведе на живот во изобилие, воден од Светиот Дух. Така да јас ги потикнувам сите, ги провоцирам, ако можам да кажам на некој начин, да слушаат, и тоа да слушаат Божјото Слово, да читаат Божјото Слово, за да бидат предизвикани, да и они самите се најдат во ситуација да речат, да видам дали истиот Бог е нивниот и мојот, и дали истото ќе го направи и многу повеќе во мојот живот. Ја верувам дека самиот Господ е, бидејќи е личност, сака да комуницира со луѓето, сака да има заедништво со нив, нели, ние и звучи на фалење, и е фалење, а тоа што Павле вели, ако се фалам со нешто, ќе се фалам со мојот Господ Исус, и ние се фалиме со него, независно колку тоа звучи во нечии уши, наистина е момент на фалење. Ние го познаваме нашиот Господ Исус, не затоа што ние го побаравме, не затоа што ние знаевме како да го најдеме, него самиот тој не најде. И сега заради таа благодат за која што зборуваме, бидејќи сепак тоа е благодат, по благодат сте спасени, не е по ваши дела за некој да се фали, и затоа ние не се фалиме со тоа колку ние сега знаеме, колку ние можеме, иако препознаваме дека тоа е дело на Светиот Дух, препознаваме, нели, и ти можеш да кажеш сведоштва, дела, јас можам да кажам примери, случаеви, исцеленија, денови каде што, или пак моменти каде што имало надприродна провизија и снабдување. И дури ја би рекол вака, дури во овакви моменти каде што ја би рекол, знаеш како, не сакам да луѓето што слушаат и што ќе слушаат да бидат замаени или пак измамени дека сите сме ние толку силни, јаки во нашите умови, што стравот е само како некоја далечно мислење, некаде далеко е. Не. Видете, јас верувам дека, или предпоставувам дека секој еден човек може да се исплаши. Секој еден човек може да биде, да се вознемири во своето срце. Секој еден човек може да се загрижи во своето срце. И тоа, ја не сум исклучок од тоа. Ја можам да се заплашам, ја можам да се замислам, ја можам да се загрижам. И она што јас верувам е дека да, тоа може да се случи еднаш, два пати.
да трае малку. Но доколку трае еден ден, доколку трае една недела, доколку остане еден месец, тогаш е проблем. Тогаш стравот станува проблем. За да се исплашиш еднаш од нешто некако не е толку страшно, али за да останеш во тој страв, тогаш почнува умот да страда, тогаш почнува душата да страда и дури за некои луѓе телото почнува да страда. И затоа стравот не сме да биде делот во кој што или дел од нашите животи во кој што ние пребиваме и му дозволуваме да живее во нас. Пак ќе кажам, може да бидеш исплашен, може да бидеш загрижен, но за момент. Поготоа ако си верник, не смееме да останеме во стравот. Не смееме, затоа што стравот мора да си оди. Зошто? Бидејќи вели дека совршената љубов го изгонува стравот. И ние во нас знаеме и веруваме и е очигледно дека љубовта живее во нас. Љубовта веќе е ставена во нас. И колку и да звучи невообичаено, тоа е вистината. Римјани 5 глава 5 стих, каде што вели дека сега надежта пак не разочарува. Зошто? Затоа што кога го примивме Светиот Дух, заедно со Светиот Дух, Божјата љубов се излеа во нашите срца. И ја би рекол вака, ние не можеме да примеме уште една доза на љубов. Нема. Таа е таа агапе љубов. Она што можеме да направиме е да дозволиме да таа љубов ја истражиме или пак ја истражуваме на таков начин што ќе се прелева и ќе се зголемува во нас, така да ако постои страв, стравот мора да си оди. Ако постои некаков страв, ако постои некаква грижа, мора да се замине. И затоа јас верувам дека е многу важно ова да го знаеме сите. Можеш да се исплашиш на момент, но не смеш да останеш во тој страв. Нас ни е дадена задача да живееме како смели, како храбри, како луѓе кои што ќе им дадеме охрабрување на другите луѓе и утеха на другите луѓе. И затоа верувам дека е многу важно да го искористиме секој момент, да го читаме Словото, да ги слушаме. Видете, имаме на Подоматики. Имаме не знам колку проповеди има таму. Дури да не се во темата на стравот и на не знам што, слушајте ги. Има многу, имате книга, имате разни книги. Земете материјал, за секој може би е различно, кој што ќе го утеши вашето срце, ќе ве извади од таа ситуација, бидејќи не смееш да останеш во стравот. Ја не смеам да останам во стравот. Ја не му дозволувам на стравот да владае во моите мисли. Точно. Супер. Дефинитивно стравот е тој што знае да го закочи телото, а љубовта вика покрива многу гревови и многу пати размислував зашто и сум кажал неколку пати љубовта покрива сите недостатоци што ние ги наоѓаме Зоран во нас. Тука е стравот, тука е се и за тие што знаат, многу пати ја споредувам со олма, тоа е материјал каде што се става на подот за да биде изрмнет подот и да нема никакви нерамнини, така да љубовта е таква, таа баш не само што покрива, знаеш, во Стариот Завет многу работи се покрива. Овдека се исцелувани тие работи, така да љубовта исцелува многу работи во нашите животи. Мислам дека тука негде можеме да привршуваме. Ја би завршил со крајни зборови на Исус и ова е посебно до оние што го разбираат Словото, до оние што знаат што прават и знаат што значи Словото, и тука негде ќе завршим за ќе читам од Евангелие според Матеј. Мислам дека е 7 стих, негде од 24 до 27 глава, 24 до 27 стих. И оно што го кажа покрај цела таа беседа на гората, кај што им кажува кои се блажени, за ближниот, за тесната врата, за таа добра вест, и на крај им вика: и така секој што ги слуша и ги исполнува моите зборови, ќе биде како мудар човек кој се изградил куќа на камен, Зоран. И заврна дожд, и надојдоа реки, и дувнаа ветрови, и навалија на таа куќа, но таа не падна, зашто беше изградена на камен. Беше изградена на цврста основа. Секој кој слуша и кој исполнува. И одиме со вторава категорија, каде што вика: а секој што ги слуша овие мои зборови и не ги исполнува, прилега на глупав човек кој си изградил куќа на песок.
Сите знаеме дека секоја куќа, секоја зграда се оди што подлабоко, се додека не се тргне тој песок. Ако има песокливо место, едноставно не се гради таму. И тоа го знаеле пред 2000 години, значи да сме нешто многу паметни и ние, тоа да сме го спознале. И вика, и заврна дожд, и надојдоа реки, и дувнаа ветрови, и навалија на таа куќа, и таа падна, паѓањето и беше страшно. И ова е повикот до сите вас, она што до мене лично, па и до сите вас, да бидеме не само слушатели и брзи заборавачи на Словото, на тоа што Господ ни зборува, него едноставно да бидеме слушатели и брзи извршувачи на истото. И така да, ја ве благословувам сите, ве благословувам со убави денови пред вас, иако ситуацијата е таква како што ја знаеме, ве благословувам со многу молитви, многу исполнети молитви, многу исполнети, како да кажам, ветувања од Бог што сте ги очекувале. Знаете, животот ниту почнал со коронавирусот, ниту ќе заврши со коронавирусот, тоа да сме најасно. Едноставно планирајте за војнина слободно. Вирусот ќе се оди, имаме некои пророштва дека набрго ќе се оди и ние веруваме дека набрго сето тоа ќе биде и заедно застануваме со она што го пророкува многу наши пријатели, Дамир исто ќе го спомнам тука, така да едноставно се согласуваме со тоа и заедно викаме вирусот се оди во името на Исус. Амин. Нешто што сакам да споделам тоа со некои информации, јас сум достапен со луѓето, се слушам Зоран, ги офативме возрастните, ги прашуваме дали им треба, така да ова го кажувам и јавно, ако ви треба некоја било каква помош, треба да се појде до продавница, да не бидете изложени вие, слободно сме тука, јавете се, ќе го направиме тоа. Ако треба маски да најдеме или такви нешто, тука сме за се. Тука сме за молитва, тука мислам дека убаво ќе биде и овој четврток сега, да не го прескокнеме, да продолжиме. Во четвртокот имаме убав момент, ја се јавив во живо, така да мислам дека многу луѓе ми пишаа, заедно сме се молиме, постевме преку цел ден, ќе го продолжиме и овој четврток истото и едноставно ќе бидеме во комуникација, ќе бидеме во заедништво. Ете, дома размислував да спомнам нешто околу заедништвото, не знам. Ајде на кратко. Наоѓам неколку вида на заедништво и така да, најверојатно најдоброто заедништво, нешто што потикнува Зоран во нас е заедништвото со Бог. Но опасно е да останеме таму. Опасно е да останеме. Иако овој период каде што многу не треба да се дружиме со луѓе, но треба да ги имаме во мислите луѓето. И најдоброто заедништво е ти, Бог и луѓето. Ти, Бог и луѓето. И Бог секогаш така ќе насочува. Луѓето се тука, луѓето се до тебе. И така да, ве благословувам сите што веќе имате мисли за вашите пријатели, за вашите блиски или молитви, да го продолжите тој ентузијазам. И тоа ќе биде како огин што разгорува и што фаќа многу други околу вас. Тој ентузијазам не престанува. Така да, бидете благословени, бидете во добро здравје, како што и сте, продолжите да напредувате, како што напредувате во се. Благослов да сите, Зора. Благослов. Јас само ќе кажам една молитва. Океј, ајде се помолиме заедно сите за секој кој што верува во силата на молитвата. Служете се со нас сега тука и веруваме дека ќе биде. Татко Небесен, фала ти за овој ден, фала ти за твојата благодат врз нас, фала ти за благодата во нас. Јас се молам за невообичаени чуда помеѓу нас. Јас се молам за невообичаени сонови, јас се молам за невообичаени снабдувања, за сите кои што им фали, за сите кои што изгубиле можеби работа, за сите кои што немаат у моментов или не може да се снајдат. Татко Небесен, фала ти за Светиот Дух, фала ти што невообичаени работи ќе се случуваат во нашите животи. Од невообичаени места ќе доаѓаат пари, од невообичаени места ќе доаѓа храна, од невообичаени места ќе доаѓаат облеки, од невообичаени места ќе доаѓаат луѓе што ќе не охрабруваат, од невообичаени места ќе доаѓа нешто што не сме очекувале, бидејќи ти, Боже, ти имаш толку многу спремено за нас, над нашите очекувања, над она што ние можеме да замислиме. Татко, фала ти за чудесни работи во нашите животи денеска и оваа недела што доаѓа. Невообичаени работи од нашиот Бог. Ве благословувам во името на Исус. Амен. Амин.